По саботата Битола стана побогата за еден центар. Оно што ќе го најавам сега е најава своевидна, нели, за разговорот со моите денешни гости. Меѓутоа, хајде да го погледнеме прилогот и да видиме што се случуваше во саботата. Битола доби прв центар за музика, танц, мода и ликовна уметност. Анастасија, центарот кој нуди бројни програми за деца и возрастни. Денеска ги отвори вратите од својот нов простор во центарот на Битола или поточно на Широк Сокак. Анастасија центар започнува за прв пат да работи на оваа локација на Широк Сокак и се надевам дека сите овие компоненти од кои што се состојаност од музика, танц, пеење, ликовна уметност ќе опфати многу голем дел на деца, кои што деца имаме за цел да ги собериме тука и од тие деца преку нив да го вратиме сејот на градот, односно бидејќи деца да се сејот на градот, мислам дека тие се најбитните тука во наш град и преку нив ќе шириме нашата целосна мисла. Тимот кој стои позади овој проект потенцираше дека отворањето на овој центар значи можност и давање на простор на сите битолчани да ги реализираат своите соништа, истакнувајќи дека битолчани секогаш располагаат со бројни креативни идеи. Освен за деца, секако заборавивме да напоменеме дека центарот ќе работи и со возрастни, што значи дека нема ограничување на возраста. Секој кој што има интерес од овие активности може секако да се пријави. Добре дојдени се сите деца кои што сакаат да се надоградуваат на овие теми и секако првата наша и основна мисла е надоградување и психофизички развој, што значи дека не само што ќе ги работиме овие теми како музика, танц и како спортски теми на некој начин, ние ќе работиме и со духовниот развој на децата и време е да поставуваме млади генерации кои што знаат што сакаат, се борат за своите таленти и исто така го живеат својот сон во својот град. Прв пат тука идам, ама една година имам одено во старото, сега во новото прв пат одам. И прв пат го имам видено ова студио. Многу ми се допаѓа и многу го сакам. Сакам сега тука да одам. Ова е поуба, со се и со инструменти и многу ми се допаѓа. Афирмираните часови по манекенство и модни ревии на модното студио Анастасија, кои во континуитет се одржуваат веќе 20 години. Во овој центар прераснуваат и во агенција за модели и фотомодели, како и модно ателје. Манекенството, часови по манекенство ќе се одржуваат за најмала возраст, значи работиме тука границата веќе не знам до кај може да оди, така. Продолжуваме исто така, новина е што ќе работиме веќе како агенција за фотомодели и за манекени. Значи една работа која што ќе ја започнеме многу професионално, многу коректно, многу со љубов и со млади кои сакаат тоа да го работат и имаме многу идеи кои знам дека ќе ги реализирам. Центарот нуди можности за одржување на перформанси, модни ревии, акустични концерти, семинари, дебати, работилници и изложби. Виновниците, така условно речено во позитивна смисла на зборот за добивањето на Битола на еден ваков исклучителен или уникатен центар се утрово со мене, Стефанија и Анастасија. Добре дојдовте. Добро ве најдовте. Благодариме на поканата секако. Стефанија, да започнам со вас. Зошто баш центар каде што апсолутно се што ќе му падне на човек на памет го има на едно место? Затоа што пред се јас имав потреба од тоа како уметник и верувам дека сите битолчани кои се занимаваат со уметност и се покреативни имаат потреба од овој центар. И затоа некако ја поттикнав таа идеја веќе да се реализира нешто такво. Секако мајка ми Анастасија со долгогодишното искуство и брат ми Дарко како доста докажан веќе менаџер, успеавме да се справиме заедно и како едно доста добро склопено трио да составиме една целина која ќе функционира многу добро и ќе биде во форматот на
Анастасија центар? Анастасија центар, споменавте братот, мајката и вие, семеен бизнес, така ќе се изразам. Најдобро функционирате меѓу себе или можеби некогаш и човек однадвор знае да го направи она што навистина е потребно или неопходно е да го познаваш тој до тебе за да знаеш како можеш да ги реализираш плановите? Точно така, искуството ми покажало дека треба навистина да е човекот до тебе со кој што работиш доста стабилен и сигурен, а ние таа доверба ја создадовме меѓусебно, затоа што не мора да значи дека треба да ти е фамилија за да имаш човекот доверба, но кај нас таква е ситуацијата. Можеби мајка ми свесно не насочила нас двајцата да се пронаоѓаме и да дојдеме до таков степен што ќе можеме да се изразуваме правилно во нашите сфери области и тие да ни се вклопат во еден момент. Да не се сватиме погрешно, значи прашањето не го поставив од некоја цел, бидејќи знам, имаш искуство низ годиниве наназад, не само Битола и надвор, цела Македонија познава која е нели Стефанија Милевска, што работи, што сака да работи. Често можевме да ве видиме во хотел театар, на дел од представите кои што таму се одигрува, тим на колеги со кои што верувам супер сте соработувале, меѓутоа друго е кога нешто ќе осмислите сам да го правите, човекот да е стабилен, она што сама го кажавте. Ќе продолжам во делот на формирањето на центарот, опеќе повеќе области. Значи имаме пеење, имаме музика, имаме инструменти, ако не се лажам. Мајде зборува околу самото конципирање на тоа што све ќе нуди центарот. Па вака, значи, прво пред се, освен тргнувајќи од начинот на функционирање, како што кажавме, ние, значи, сме такви темелни како личности пред се тројцата и затоа решивме, значи, да го започнеме на таков начин, фамилиарно, затоа што некој начин тоа создава и доверба кај другите луѓе кои сакат да соработуваат со нас, затоа што кога ние веќе функционираме добро како семејство, тоа сме отворени и за други да ни бидат семејство, тоест ја прошируваме фамилијата веќе со секако исти интереси. И затоа решивме тие темели да ги градиме врз една многу сериозна и стабилна основа, што значи дека јас како веќе дипломиран музичар по поп и џез пеење, решив дека сакам да градам темели каде што едно дете кое ќе доаѓа на пеење, на часови по пеење, ќе може да се образува и во сферата, целосно во сферата на музиката, доколку сака да се надогради на инструменти и тема, тоест ако сака да свири на пијано или гитара, ќе може да ги посетува часовите во центарот, или пак ако нема теоретска основа, да посетува часови по теорија, хармонија, солфеж и исто така имаме други области како хор и уште една е всушност историја на музика или запознавање на децата со музика, така да идејата е темелно навлегување во музиката, што значи дека откако ќе се изгради како музичар, тогаш ќе можеме веќе да се префрлиме на темата сцена, каде што ќе работиме сценско движење, или пак пред да започнеме со сценско движење да ја направи основата со модерен балет и класичен балет, како што имаме основа во самите часови. И така да ние подготвуваме целосно комплетни артисти, што значи дека тргнувајќи чекор по чекор во сферата на музика, во сферата на танц, јас ги подготвувам како комплетни артисти да се изградат. Заложба огромна, само слушајќи те да се посети пијано, па пење, па сценска изведба, сето тоа го правиш сама или можеби во ова трио има дополнителни личности кои што например ќе се зафатат околу инструментот пијано или гитара кои што ќе даваат часови? Секако дека си побарав помош затоа што не можам да пристигнам на секаде. Часовите по солфеж и теоретските часови ќе ги држи Маринела Андонова Стефановска, која исто така е музичар, и по хор. Другите часови кои се по гитара, тоест, се извинува, Маринела ќе држи и пијано и историја на музика, а гитара ќе држи Пеце Јуруковски. Часовите по ликовна уметност ќе ги држи Стефче Лазаревски. Имаме исто така и шах. Така да, доста интересно, ма тие се другите теми кои ви ги кажам подоцна. Шах ќе држи часови Марија Бошевска.
така таја исто така првак по шах и сметаме дека колку повеќе теми се опфатат, колку повеќе се анимираат луѓе, толку подобро е за подигнување на свеста на нашиот народ во Битола, затоа што сакаме да докажеме дека ние навистина можеме, како битолчани. Пред да ја завршиш мислата, ќе ме извиниш, ќе те прекинам, меѓутоа прашањето е зошто Битола е избрана за ваков центар, кога генералната слика или генералното мислење кај нас во јавноста е дека да, ние имаме многу уметнички потенцијал, ние сме многу културен народ, кога станува збор од аспект на публика која што редовно оди на театарски представи, на кино или самото држење на битолчаните онака културно, така да се изразам, меѓутоа некако Битола замира. Дали тоа не беше, бидејќи да бидеме реални, центарот да е едно исполнување на некој животен сон од ваша страна, семејно, така ќе се изразам, бидејќи Анастасија познаваме многу одамна, уште кога ти беше многу малечка. Точно така. Меѓутоа, онај финансиски дел, онај дел кој што треба нели да врати со плод, бидејќи не е секогаш само сатисфакцијата од постигнатото, денеска треба и да се јаде нели да се платат сметки. Вака, прво да одговорам на првото прашање, ако може така се нарече, значи Битола има голема основа, што значи дека не е случајно што сме ние битолчаните такви, ние сме имале години уназад основа за тоа да бидеме такви какви што сме. И нашата одлука да го правиме тоа точно тука е да ја дадеме таа светла точка, затоа што ние како трио имаме многу голема верба. И веруваме дека настаните можат да се сменат доколку човек почне да се менува себе си. Ние почнавме да се менуваме себе си пред се прво како личности. Ние доста работевме на себе прво, па потоа на тоа да сме целина добро сработена, па секако да помагаме на другите да се менуваат себе си, затоа што не можеме да смениме ништо доколку човек не тргне да се променува себе си. Тоа е првото нешто најосновно и важно според нас. Исто така, значи, нашата мисла беше да дадеме светла точка, дека нештата можат да тргнат поинаку, во поинаква насока. Исто така, јас ја зборувам многу често таа децентрализација, затоа што, пример, јас лично кога ќе одам во Скопје, не се чувствувам добро, затоа што чувствувам многу енергија на едно место, многу желби на едно место и не можат сите подеднакво да се реализирани. Доколку секој во Македонија го прави тоа што сака да го прави во сопствениот град, сметам дека како целина и како Македонија ќе можеме многу подобро да функционираме, затоа што сите ќе бидат среќни и реализирани. А вака никој не може да биде комплетно реализиран, а и другите места, помалите места или градови остануваат несреќни затоа што едноставно се изумира таму. А финансискиот момент не ни е најважен и затоа тргаме вака на овој начин, затоа што досега ни се докажало дека правејќи го тоа што сакаме да го правиме, нашите професии се карактеристични, некои се плашат да ги прават затоа што сметаат дека нема финансии, но напротив, ние го докажуваме тоа дека секако може да се живее од тоа. Јас лично не сум работела ништо друго освен пеење и танци. Што значи, еве ме гледате, преживувам и сум среќна. Ова утринска нека не ми замерат гледачите, меѓутоа бев навистина некултурна, простете, ти дадов право тебе како помлада, а не на повозрасната, која што всушност е и искрата на сето ова. Анастасија, прости ми, еве вака јавно пред граѓаните, бидејќи те знаеме уште кога јас бев многу малечка, кога Стефанија беше нели првото девојче кое што ќе се појавеше на пистата, облечено по најновиот модел по теркот на мама. Како успеа да израстеш вакви деца? Ајде вака да тргнем. Малку шок прашање од Сабајна. Па не знам, јас мислам дека се тие нормални деца, не се нешто... Не знам, јас така ги сваќам работите едноставно. Сигурно сум горда што пораснале вакви деца. Прво сум горда затоа што се самостални. Значи, од мали, од кога се родиле, буквално, мисла имав дека тие треба да бидат самостални деца. Ако изгледало во народот, морам и ова тема малце да ја чепнам, дека, знаете, јас сум зад крилата, зад Стефанија, јас, знаете,
мајката форсира дете и така натаму, на таа тема. Јас никош не сум мислела така. Оти сум многу голем критичар, посебно за своите деца. И ако ги немали тие вредности, никош со сила нема да го правев тоа. Значи, знаев исто така од мала дека Стефанија носи нешто во неа, не знаев кои се тие работи, стварно не знаев, ама знаев дека можам од мала, од 4 години почна на така на 4 беше на реви и таја носеше голема одговорност од мало дете. Значи се сакаше перфектно да биде, перфектно да изгледа и така натаму, шо во тие стално ми замерува во наводници, кога правев тие реви, таа си беше како таа знае се, таа нема проблем јас да објаснувам и дека таа ќе се истера работата, што сигурно имала потреба од моето присуство. Знаете, јас повеќе сакав да изгледа целосната организација и на другите деца повеќе посветав внимание, отколку на собственото. Например, се случувало, ги имале сменувано моделите од една колекција, ги сменале моделите, ние на снимка погрешка, помал, поголем, и гледам нешто чудно се случува на ревија, а ти го сменале моделот. Значи, може би не обрнав доволно внимание во тој период на раст, ама мислам и така требало да биде. Едноставно, одговорност, самата се снајдува на тие моменти што на сцената ги бара од децата. И така, едноставно расте или барав од нив многу индивидуалност и го гледав тоа и го тргав од нив и да го работат. Многу инсистирав да работат самите на себе. Од најмали нодзе, од 1 година, што се вика, со самостално јадење, хранење, облекување, основните норми. Исто сакам да кажам за младите мајки, така и советот од повозрасен човек искуство, многу треба да обрнува внимание на воспитувањето баш од раѓањето до тие 3 години, јас ги викам. Границата е многу ниска, јас тоа го правев. До 3 години веќе децата мора да имат тоа воспитување да го добиват. Оти тоа воспитување домашно влијае понатаму во нивниот развиток. Најосновното нешто е. Така, без тоа луѓето не можат да се изградат како правилни личности, нели понатам. Пак ќе речем, ве познаваме многу одамна. Вие сте една од интересните личности во градот, која што никогаш не се откажува на што го работи. Иако не е тоа, предпоставувам, вашиот професионален ангажман и дека само тука сте насочени, дека работите само на реви и на организирање, откривање, подготвување на модели. Како успеавте низ годиниве таа желба, тој порив за докажување на уметноста на една битолчанка да обстојува? Бидејќи е тешко, имаше турбуленции секакви од секаков вид, значи од смена на системот, онај некогаш до овој сега, и сега пак одиме кон некој трет систем, меѓутоа вас ве има во континуитет. Тука сте, Анастасија е тука. Секој ќе ја виде, секој ќе ја препознае, секој ќе ја поздрави, бидејќи е достојна за поздрав и за почит она што сте го направиле кога никој не го правил. Па не знам, постои некоја сила што ме тера да одам цело време напред. Значи, небитно дали имам финанси, јас нешто да направам. Еве, и за тоа Стефанија зборуваше. Например, идеите ми да така многу одракав, многу брзи, многу се големи. И едноставно велам јас дека тој ќе го направам. Значи, еве, еден мотив за сите луѓе. Значи, првото основно нешто не ги гледам финансиите. Дали јас ќе заработам од тоа. Да, затоа што се извинувам, тие ти ствараат страв кога ќе помислиш дека треба нешто да направиш и ако видиш дека ти е куса черка, ти ќе речеш, јас не можам ова и се откажуваш. Да. Сега јас одам, значи, напред со идејата, финансите ми се назад. Сега тука, за да покријам некои финанси, се служиме со многу креативни идеи. Сами осмислуваме работи што можеме, сами правиме. Луѓе имаме во градот и луѓе имам за сите тие настани со кои многу добро соработувам, се знаеме години, веќе имам поверење во некои луѓе и едноставно, значи, не знам, ама идеја што ќе ја поставам
Јас ја остварувам. Едноставно на практично ги остварувам работите. Знаете, не сум само на идеја да ќе правиме тоа, идеме да ќе биде некојаш. Не, јас ако го кажам тоа, значи во тоа треба веќе да се направи тим и да се организира нештото. Може би вашите желби се реални, не се фантазија не која се што фантазија, подразбиране или волшебно Не, стапче и не. самовилки од некаде да излета. Никогаш Затоа така викам, не гледам во живото. Дека, знаете, некои фантазии, да, имам фантазија да бидам во Холивуд, не знам, Стефанија да биде, не знам, Никогаш овона. и ние со Дарко не сме мечтаеле Никогаш така, не да. мечтаеле. Тргнувајќи од практичниот, од моментот каде што си, и ти треба да работиш на тој момент. И секој момент работејќи ќе дојдеш до некој ниво кој може би некогаш, ако има некој желба, ќе го однеси на местото каде што сака. Така, ќе ве навратам сега на најновиот модел, до сега зборувавме за она што било. Не се заборава тука и тоа стои, нели, мора да се подсетиме наназад за да тргнеме напред. Тоа е некој од моите мота. Кажете ми, има ли битола потенцијал во однос на модели? Некако лично јас од еден друг аспект, не знам како ќе ме сватите, меѓутоа сестран човек сум, многу работи, чепни овде, чепни онде. Битола ме загрижува во однос на оние средношколки кои што сега излегуваат од клупата, личат на возрастни жени од 40 години со прекумерна килажа, без никаков вкус и стил на облекување, и поголемиот дел се такви, значи од цела една генерација на 6-7 класа во едно училиште, вие ќе најдете 5 девојчиња кои што изгледаат нормално за возраста, и по облека, и по стас, и по држање, и по сите останати работи. Што ни се случува со битола и како сметате низ сито да ги протнете ваквиве битолчанки, нели, за да имаме модели, луѓе? Многу тема голема отвори. Нова тема можеме да разговараме цел ден. Значи вака, ова што ни се случува, пак ќе тргнам од домашното воспитување. Значи, тргнувајќи од школските деца. Униформи се воведени, така, уште постои тоа. Да. И тоа ме радува и уште прв пат кога ги воведоа, Стефанија мала беше, и бев среќна бидејќи тоа го има. Тоа е еден чекор голем кој е добар за децата школски. Сега после тоа што се случува. После тоа ги фрламе кецелите и значи тој несооднос да речам или како да го наречам на вкусови, на јас вака пак основата дома кај родителите ставам. Оти родителите купуваат такви парчина за децата. Не секогаш. Од дома излегува соодветно облечена за одреден континент се Ама преоблекува. сето тоа е значи пак Сметате ли дека родителот или можеби некој кич на телевизија кој што го привлекува вниманието? Значи пак центарот цело време го оставам во воспитувањето на децата. Ако детето си постави своји правила индивидуални, така во нормите на вистинските вредности разговарам. Ако ги постави, а тие ќе ги постави од воспитувањето домашно. Значи, домашното воспитување е основата за градење на све понатаму во животот на дете. Ако нема здрава основа тоа дете, значи почнува да лажи, значи тоа ќе се преоблекува, значи вкусови некои така од телевизии, од Пинк или овие српски телевизии, не знам то серии, значи не ги гледаме за да ги коментираме. Влијанијата се огромни. Ама ако имаш здрава основа, на мене не може да делува тоа, на Стефанија не може, на друг не може, така на вас не може. Значи, тој кит што се јавува, тоа е да не разговарам на тие теми што ни се случува. Ама свеста, знаете, некако свеста на народот е толку некако ниско падната, ако се поведуваш ти од трендовски некои емисии, серии, или, значи свеста ти на многу ниско ниво. Значи, овде разговараме затоа општо разговараме за креање на таа свест на општо, на нашиот народ, на битолчани, на Македонија, тоа е општо едно ниво.
Значи, зато цело време темата ни е кревање на свеста и живење по вистинските вредности. Значи, тоа е многу едноставно. Еве, на едно ливче се знае кои се вистински вредности на живењето. И тоа всушност во сите сфери се опфаќа, дали во мојата тема, дали во незината тема околу облекување, сите сфери се исти кога ќе видиш. Значи, тоа е животот, се не обкружува под еднаков начин. Работата е каква основа држиме ние, како сме изградени како личности, сите влијанија не можат да те допрат влијанијата доколку имаш здрава основа. Тоа е нашата логика. А исто за трендовската облека и така натаму. Значи, цело време за мали така деца креирам за настани, за такви прилики некој, стално го кажувам истото. Секој човек треба да е индивидуалец. Значи, ако имаш ти свој стил, не мора мојот стил да го имаш. Значи, имаш собствен еден стил. Тој се гради пак од мали нозе, луѓе. Не може на 18 години да тогаш преминува од еден стил во друг, во трет. Мора основа да има на се и се што. И затоа јас велам, секој треба да биде индивидуалец. Тоа се одразува и на облеката. Секој по своји потреби да пројават некои млади, интересни стилови. Со нив можам да разговарам многу долго, а не може да дојде кај мене, например, и да побара некој модел, трендовски модел, например, што го носи, не знам, во свето, што е тренд, или во битола, во бутиците. Едноставно... Се извинувам, интересно е секогаш за матура, пример, кога ќе дојдат со модел од Бионсе или, пример, некоја друга светска звезда, и му вика, дете, ти Бионсе ли си? Пример, сосема различна категорија на човек, нема никаква врска. Значи, барем и физиономија да е слично. Ги тера точно да се побараат прво себе си, а потоа да изгради врз нивна основа модел. И тој модел е уникатен. Имате ли препирки? Кога ќе ви дојде? Не морам да имам препирки, едноставно јас велам, имате... Не, стварно, ама не можам јас да менувам луѓе. Мислам, да го сменам начинот или мислата што има дека така треба да изгледа. Што со дебелината? Ке имаме ли? Тука е темата. Еве Стефанија која е на голема брата. Карам таму. Па, исхраната. Значи, се почнува, освен воспитувањето, следува исхраната. После воспитувањето, исхраната, секако. Значи, веќе е време да се менува начинот на исхрана. Здравата исхрана може би е актуелна, ама јас се радувам кога е актуелна здравата исхрана и се надевам да се задржи подолго време вака актуелна и да стане начин на живот, затоа што се почнува од таму. Доколку здравата исхрана има една добра основа, тогаш веќе почнува детето да спортува, така што со исхрана и спорт веќе се формираш во друга личност и правиш друг тип на тело. А брзата храна и ноќниот начин на живот со алкохол и така натаму веќе те трансформира. Значи телото го трансформира и мислата ја трансформира. Така да здравата исхрана е одговор на сите овие прашања околу дебелината. Го продолжуваме разговорот околу отварањето на новиот центар Анастасија во Битола, со мене се нели двете виновнички, така почнав, така и ќе продолжам. Кажи ми, во делот на комплетен артист, значи може сценско движење, може пеење, може танцување, посета на некој од инструментите кои што ги наведовме претходно во првиот дел. Колку овде во Битола имаме потенцијал од овие нови млади генерации, нели пред се дечиња, кои што можат да дојдат да постават таа база за утре други ден да прераснат во комплетни уметници? Според тоа што можам јас да го забележам од децата кои посетуваат часови веќе, огромен е потенцијалот. Имаме многу талентирани деца, имаме деца веќе со основа, што значи дека единствено нешто и проблем кој е кај децата е што сакаат надвор да го бараат својот сон, и јас сум тука да им докажам дека нивниот сон може да се остварува точно во местото каде што се родени.
И после, откако ќе се изградат тука како личности, можат на секаде во светот да ја пренесуваат мислата без никаков проблем, затоа што јас и мојот брат сме сведоци што значи да живееш надвор и да се бориш за својот сон. И секогаш да се чувствуваш странец. И тоа значи дека нашите деца веќе треба да почнат да размислуваат дека соништа да се остваруваат во Битола. Уметник си, се фрли на битолската сцена. Им докажа на битолчани која си, што можеш, што умееш и што сакаш. Не можеме секогаш сите да ги натираме да не сакаат вакви какви што сме. Меѓутоа, од една страна е, ако одам во странство и успеам, се чувствувам странец, и од друга страна, тука сум во Битола, се докажав и никој не ме цени. Бидејќи битолчани од некоја солуда идеја, колку и да си добар во нешто што го работиш, баш заради некоја завист, па нема да ти го дадам тоа признание. Како се бориш со тие моменти? Да, ќе кажам, не ми е важно мислењето на другите, меѓутоа за самореализацијата неопходно е туѓето мислење. Никогаш не сум рекла дека не ми е важно мислењето на другите. Многу мина ќе слушнаш. Лично јас, затоа што сите така велат, не ми е важно, на сите му е важно. Мене ми е многу важно мислењето на другите за да знам докаде се. Во смисла, јас со себе сум расчистила многу нешта и немам никаков проблем со другите. Кога другите имаат проблем со мене, значи тие имаат нешто што не си расчистиле во себе. Што значи дека им провоцирам нешто што во нив го немаат откриено или го имаат откриено па не го реализирале. И затоа јас решив да останам тука, затоа што јас многу добро го познавам ова место, многу добро го познавам нашиот народ како функционира и сум среќна што можам да делувам на нашиот народ. Дали некој ќе го признае тоа со позитивно признание или пак ќе ме негира, во секој случај јас сум успеала некако да допрам до тој човек и истото се трудам, значи, преку децата да го пренесам, да ја пренесам мојата мисла, затоа што децата се тие што први примаат и искрено и вистински го примаат нештото. Потоа тие ќе ја шират мојата мисла. Затоа што тоа докажување не е потребно. Многу погрешно ни се поставени нормите и критериумите. Луѓето се докажуваат, дали сме тука или надвор, се докажуваат, имаат потреба од признание. Тоа е затоа што не си го добиле самите признанието за себе си. Јас во моментот воопшто не чувствувам потреба да се докажувам. Тоа што се отворил центарот, јас не се докажувам. Јас едноставно отварам врати за уште повеќе соработки и секако тие што имаат потреба да добијат и знаење, да ме искористат таква каква што сум, со ова што сум го добила во текот на мојот живот, затоа што сум имала таква можност да израстам со таква мајка која што ми го дала сето ова искуство. И затоа викам, нека ме користат мене. Јас никаде нема да си заминам, во смисла нека ме користат дури сум тука. Не е така. Јас сум секогаш тука, секогаш сум достапна, без разлика дали би била ни светот, јас пак ќе бидам тука. Секогаш ќе се враќам тука затоа што тоа е едно од моите основни правила од вистинските вредности, затоа што така сум воспитана јас. Моите вистински вредности се да си ги ценам корените. Јас секогаш ќе ја ценам Битола затоа што сум тука родена. Така, зборуваме за дечиња, оние десиминатори, така ќе се изразам, кои што треба да ја продолжат мисијата која што вие сте ја започнале. Меѓутоа, што е со онај дел кога ќе се појави возрастна личност, делумно позната, непозната, пијач во обид или артист во обид, и каже, сакам да ме подготвите, за да се појавам, не знам, на некоја сцена или да изработам некој видеоспот и слично. Дали прифаќате такви предизвици? Идеално, јас одвај ги чекам тие личности што не се дооформени и што ќе соберат храброст да дојдат и што ќе го спуштат егото малку подолу, затоа што тие се најтешки. Имаат его вивнато во воздуха, немаат толку сработени, да речам, имаат квалитети можеби, но не му се доволно сработени.
Точно тие личности треба да доаѓаат кај нас. Значи и затоа да не се разбереме погрешно, не сме отворени само за деца. Значи немаме граница, возрастна граница. Може да не посетува секој што ќе почувствува потреба дека треба да дојде. И доколку некој од возрастните почувствува потреба дека треба да даде собствено знаење, да пренесе, слободно може да се обрати, затоа што сме отворени кон секој. И секоја тема, секако кое што може да се реализира во тој простор. Значи, нашата основна идеја е креање на свеста. Без разлика кој ќе го посети местото. А во мојата сфера, значи, околу музиката, јас ќе бидам благодарна доколку дојде некој, сум успеала да ја кренам свеста и се обрати кај мене, некој артист кој стигнал до средина, да кажам некако. Јас можам слободно да го насочам по правиот пат и да го дефинирам како артист на сцена, затоа што ги имаме сите атрибути, освен музичката страна, значи тука е Анастасија која ќе го подготви визуелниот изглед и затоа викаме комплетен артист. Освен музички, танцово подготвен, тој ќе биде подготвен и исто така со креација од Анастасија. Што значи да биде нели неписмен кога станува збор за познавање на музиката, бидејќи такво чувство имам јас, многу ни се пејачи, меѓутоа нота не знаат да прочитаат. Точно така, затоа ги имаме и тие предмети по хармонија, теорија и солфеж, да, точно така. Анастасија, прашање до вас. Битола имаше многу обиди во по теркот на Скопје, ако не се лажам, модна недела. Ве имаше ли вас? Планирате да се појавите наскоро? Па, еднаш имам учествувано пред не знам колку 5-6 години. Така мислам дека последно. Да, многу беше убаво. Организацијски, народ многу присуствуваше во Домот на културата, во холот. Во фоајето, во театарот, ама, не во другото фоаје. И беше многу интересно. Еве сега нешто има застој, лани не се одржа, да. Тоа не го разбирам. Организаторот, да, има проблеми со организација, значи што прави напори, големи напори прави за да го направи тоа. Сега поддршката од градот ја нема. Дефинитивно се гледа на дело дека нема, затоа и лани не беше направено и не знам дали понатаму планира да прави. Значи, треба и градот да помогне за овие работи, оти не е на поединец само таа организација, туку е општо на градот. Сега јас на ова тема, значи, имаме курсеви по манекенство. Подолго време, неколку години веќе не ги држевме, заради други обврски. Сега се враќаме пак на манекенството, на млади, најмала возраст, што се викаме, сеќи извадиме на сцена. И големи, да не... До големи. Значи, големи за над 18 години, значи, кои би професионално би се занимавале. Тука ќе работиме многу на тие млади луѓе кои ќе се појавуваат на модни писти и така, би имале и фотосесии, значи просторот ни овозможува сите тие работи да ги правиме на едно место, имаме многу добри услови. Исто така, во просторот ќе може да се прават мали модни реви со луѓе на 6 на души. Капацитето е, со опрема имаме професионална, како што треба да изгледа од тој тип на мали реви, знаете. И многу сме среќни заради тоа нешто што ги имаме. Сега, исто така, младите биделе исто за ќе правиме, значи, со време, по некој период и професионални договори со повозрастните манекени, исто така и со помладите. Значи, сакаме да работиме како една агенција на фотомодели и манекени, која посериозно сакаме да работиме малце, и младите да се почувствуваат во местото и заштитени и така имаме една мисла која треба да ја исто така реализираме. Овој дел ми наметнувате едно друго прашање. Битола, да, има еден куп мали постпродукции кои што работат на изработка на тие видеоспотови, снимање, па монтирање, па ставање на дел монтажа, како треба аудиото да изгледа. Дали може би сте размислувале да вклучите и соработка или може би
постпродукција во овој центар? Секако, да. Веќе сме разговарале со некои продукции дека можат да почнат веќе да работат во тој простор и доколку ние имаме потреба секако да ги Нема одработат смисла, тие. вие имате модел кој што е со договор кај вас на одреден. Му треба... Точно така, да се нудат како... Сега ве разбрав, се извинувам. Значи, точно тоа ќе биде и нашата цел. Ние ќе ги нудиме тие модели или фотомодели кои како има потреба, доколку има потреба за некој спот, за некоја реклама, значи секако дека ќе можат кај нас да се обратат за да предложиме одредена личност каква што имаат потреба во тој момент. Ајде пак, има ли битола модели? Има, како не има? Значи, имаме во Битола. Ама во Битола или имаме поголеми? све, мислам, не знам што немаме. Значи, Од таленти... најлошото најдобро. Значи, за талентите да не почнам да разговарам, значи, таа една тема друга. Талент имаме во секоја област да дефинираме. Сега насоката многу е битна, насоката каде и како, кој како ќе се развива и дали ќе сака то внатре што го чувствува во неговата душа, вистинското нешто и да го работи, да го реализира. Бидејќи се сретнуваме со проблеми од сигурна работа, сигурна екзистенција, сигурни пари, јас викам парите вака малце назад малце да ставиме, прво мислата чиста да одредат што сакаат во живото, а парите ќе си дојдат со самата работа. Ако се вложиш во нештото да го работиш, значи искрено, од душа, и автоматски ти ако работиш тоа како што треба и пари ќе дојдат, а не прво пари, па после трудот. И па така е мислата денеска, обратно. Ама, значи, затоа за друго... сите се несреќни. Значи, сите 90%. викаме, нон-стоп велам, значи, само работи. Значи, човечка особина е да работи, така? Мислам, не да фантазира. Џабе работи, џабе не седи. Да, таа е стара изрека која, еве, функционира и денес. И тоа е едноставно преку трудот ќе дојдат и парите колку што треба да дојдат за еден човечки живот. Основната потреба, значи, од пари се знае која е. Значи, тргни ти од основните потреби, па после понатаму, не знам, немаме таква фантазија, затоа до тука заставам. Значи, не ни размислувам за таа некоја фантазија, сметам, или реално за некои луѓе го исполнува тоа. Така да имаат многу пари, па ги исполнува, едноставно ги храни. Од кои причини, тоа е нивна. Значи, за нас, за мене зборувам, дека основните потреби се знае кои се основни потреби, едноставно да живееме со тие пари, ние треба и да твориме, да градиме и да оставиме нешто на наши поколенија, на секој во своите области, да биде горд на себе. Така. Анастасија, што е оно што ќе им го порачаш на битолчани од тука? Стефанија. Аз се извинувам. Аз не, Се Анастасија, смеам затоа што сите го не прават мешаат. Јас веќе се навикнав да се викам Анастасија од време на време. Анастасија Центар, ево, што Анастасија Центар да се поправи? Стефанија лично има да им порача на сите да бидат своји, да веруваат пред се и да се водат по нивната искрена внатрешна желба. А Анастасија Центар ги отвара вратите на сите кои имаат желба да ги изразат своите, да кажам, таленти во областа на уметноста, музиката, танцот и да дојдат да ни се обратат секако, доколку сакаат да учествуваат на некои од часовите кои ги има во Анастасија Центар. Информацијата можат да ја добијат на Facebook страната на Анастасија Центар или секако да ни се јават на бројот кој е оставен на самата официјална страна. Вие? Или може би цело овој разговор беше порака да го Да, точам. цело време ова е порака. Едноставно овој центар се отвора за многу луѓе да си го најдат својот пат, своето катче, каде можеме многу да дадеме на тие луѓе. Едноставно и како луѓе, нашите погледи на живот, тоа освестување што го викаме, значи, многу работи ќе се случуваат во центарот. Исто така, нема само часови да се земаат, туку ќе имаме многу практика, јас што викам, настани, бидејќи местото ни е тука.
ќе се случуваат многу перформанси. Секој дете што ќе дојде на пеење или на кој да било активност, ние тоа го правиме на наш начин специфичен преку перформанси, каде ќе знаете, во нашите перформанси уклучуваме многу уметнички работи покрај танц, покрај манекенство, покрај глума, пеење. Значи, такви се нашите нешта, каде уклучуваме многу други активности, инаку некако многу ни е досадно едно само да правиме, затоа мора нешто малце да покомплицираме, нешто поинтересно и сами за нас и сигурно и за членовите. Затоа отворени се вратите за сите. На многу теми сме и уште повеќе теми ќе се отвораат во центарот. Значи, ова е една основа од работа од една недела, да речам. И едноставно сакавме во Битолова да се случува, дека Битола е нашиот град, нашето место. Битола е градот, порака од битолски таленти, од Битола те сакам. Битола е градот. Тој е многу силен збор за мене, кој ќе го речам. И пораката од тука тргнува, значи. И затоа сите овие 20 години активно што се работи во моето искуство, значи дојдовме до овој степен, исклучиво за градот Битола, да го вратиме сијајот на... Ние ќе бидеме една карика во враќањето на сијајот на нашиот преубав град. И едноставно пуштаме една мисла од Битола, општо, за добробит на цела држава. Значи, ние сме во Битола, ма ние сме во Македонија. Македонија е нашата земја, која многу ја сакаме. Исто морам да спомнам еден во 2001 негде во Универзал направив еден голем перформанс и во разговорот на тие млади водители што беа, да, тука беше и Шакле водител, беше ми се чини, да. И на Шакле тие мисли беа дека никогаш не треба да заборавите значи 2001 година беше тој настан, со едни такви пораки беа праќани. Значи пред 15 години. Никогаш немојте да заборавите од каде потекнувате, кои сте, шо сте. Никогаш од на младите се обраќаме, немојте да заборавите кои сте. Оти големината на еден човек е да си го цени местото каде што е роден, државата каде што живее и да се сака сами од себе си. Едноставно е тоа. Многу едноставно. Секој на себе да си посвети внимание. И тогаш све ќе изгледа фино. Све е убаво, све е среќно, све е полно со љубов. Така. Ви посакувам успех на се што ќе замислите да го остварите. Центарот сам по себе ќе работи, јас не се сомневам во тоа. Меѓутоа, идеите, желбите и онаа мисла голема, Битола е градот, да се реализира. Ви благодарам што бевте мои гости денеска. Ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со утринската програма на Мега.